Над синото Охридско езеро, веднаш над градот Струга, на бујните падини на планината Јабланица, се свиткало селото Вишни. Ги наредило своите камени куќи на блага висорамнина, обкружена со густите шуми и стрмните карпи на планината. Езерото се ѕирка во далечина, со сета своја убавина, повикува да ги расширите своите мисли кон недогледијата и да разберете што е она прекрасното при летот на птиците. Ја искористивме нашата посета на Струга да го видиме ова чудесно место за кое само имавме слушнато. Особено бевме заинтересирани за пештерските цркви со кои изобилува просторот, или поточно за карпестиот дом на Светата Спаса. Пештерната црква се наоѓа во непосредна близина на селото Вишни, на околу 2 километри по кањонот на реката Сушица. Таа мирно си тече низ стрмниот расет, обиколена со необузданото зеленило. Иако мала, рекичката успеала да излави пат низ планината. Си изборила со земјените слоеви и со големите карпи, носејки со себе камења и дрвја. Патеката е добро уредена со мали мовчиња, кои го олеснуваат пешачењето. Многу пријатно е чувството кога се движевме низ овој простор, заштитени под густите крошни на дрвјата. И набргу, на најголемата карпа над нас ја забележавме велелепната пештера на Спаса. Отворот на пештерата се наоѓа на јужната страна, затворен е со ѕид од камења. Во апсидниот дел е насликана Богородица. Непознатиот зограф многу вешто го вклопил своето дело во нерамниот простор, но живописот е во многу лоша состојба поради непосредното влијание на атмосферската влага. Не знаев ништо за оваа светица пред да го посетиме местово. Љубопитството ме натера да истражам за незиниот живот и влијанието што го имала врз местното население, кое не исчезнало со векови. Качувајки се по стрмните скали, можев само да предпоставам која божествена сила ја имала таа девојка. Се предпоставува дека Спасе и Спаса биле брат и сестра, потекнувале од овој предел и веројатно живееле кон крајот на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век. Во времето на отоманското освојување останале сираци, кога нивното село било запалено. Се засолниле во манастир, но набрзо и тој бил запален. Света Спаса се населила во пештерната црква кај селото Вишни, а Свети Спасе во пештерското живеалиште над селото Вевчани. Живееле свет живот, како пустиници, му се пределе на христијанството, но често биле мачени и тепани. Моштите на светицата биле пронајдени во незината пештера на почетокот на 20-тиот век. Откако се откриени, народот им доделил чудесна моќ. Постојат многу сведоштва за исцелување на болни и изнемоштени луѓе.
Се верувало дека светицата ќе им помогне на младите немажени девојки што побргу среќно да се омажат. Така, секој Спасовден, девојките од село Вишни и околните села се собираат на поклонение во црквата според утврден ритуал. Многу свечено и традиционално вишенци го слават нивниот најголем верски празник Спасовден. Неколку недели по нашата посета на ова место, во чест на овие маченици, извршена е канонизација и обнародена е одлуката за впишување во списокот на светиите на праведните Спасе Вевчански и Спаса Вишенска. Не бевме сведоци на настанот што се случил по тој повод во село Вишни и во Охрид, а секако било мощно и интересно да се проследи овој свечен чин. И додека седам во карпестиот дом на Света Спаса, како да го слушам разбојот на Којткаела и да чувствувам како го минувала својот испостнички живот таа доброчинителка, високо во Карпите во тајната искришна пештера. А чиниш надвор, погледот кон езерото се шири, кон портата низ која минува душата.